Познавајќи го луѓето мојот активизам и тоа дека сум активист, значи има секакви навреди. Пример, пред неколку дена се деси на улица во моје мало, некој да ми нарече во грди зборови, кои не сакам да ги спомнувам, но јас сум се навикнал да пројдам преку тоа, но не секој ја има таа храброст. Не можам да замислам дека, еве, како што викате вие, 9 години, подоцна ние сме пак на точка нула. Не викам дека не е направен прогрес, не викам дека сме повидливи, дека имаме повеќе права, но со сето тоа имаме и повеќе насилство. Дури и тука кога стојам се чувствувам небезбеден. Пред 3-4 вечери 4 пати имав кошмари во ноќта и дури ја вознемирив мајка ми од стресот, од траумите добиени од нападите, кај што ја имам чувство дека некој стално ме брка. Значи тоа не никој не го заслужува тоа. МВР не велат ништо, нема воопшто никаква реакција. Дури неколку недели после нападот во Тетово, полицаецот или инспекторот кој беше надлежен за случајот, вика ние чекаме насоки од тебе, мислам тоа е смешно. После нападот во Струмица, истиот човек кој ме нападна на мене дента, наредниот ден нападнал уште 20 лица на ЛГБТ заедницата. И типот после месец дена се шета слободно низ град. Кога го планиравме ова, им реков дека можеби е побезбедно да бидам сам ако се деси нешто, да не биде жртва некој друг. Ова не влијае само врз мене, туку влијае и врз мојот круг на луѓе што се гледат, што се видени околу мене и секој од нив се чувствува загрозен. Ако ќутиме, ако не се појавуваме, ако не збориме, никој нема ниту во собрание, ниту во влада, ниту пак во полиција да потегне никаква работа за ЛГБТ лицата. Ако за една недела не добијам некакви информации, ако нема некакви чекори, тогаш ќе бидам принуден со се мајка ми со шатор да кампувам пред владата. Како што ги штити полицијата политичарите, нека ги штити еден обичен граѓанин. Тоа не е опција. Државата треба да ни обезбеди слобода на движење пред се и да бидеме безбедни тука.